Еден од проблемите за сите оние кои што гравитираат преку Маџари се улиците Благоја Стевковски и Перонаков, кои се наоѓаат во лоша состојба. Оштетен асфалт, дупки, вдлабнатини во асфалтот и необележани пешачки премини се дел од недостатоците на овие улици кои се најдолги улици во Маџари и се најфреквентни, особено улицата Благоја Стевковски која го поврзува градот со општините Илинден и Петровец. Иако неколку пати претходното раководство на градот вршеше реконструкција и проширување на црните точки на улицата Благоја Стевковски, сепак револтот кај граѓаните е голем поради оштетувањата на улиците, поради кои невозможно е да се помине на делови од улицата, а да не се погоди дупка или вдлабнатина на асфалтот со возилата. Иако две црни точки на крстосницата од улицата Маџари и кон Перонаков се проширени со уште една лента во 2010 и 2015 година, во работните денови, во утринските и попладневните часови, сепак има голем метеж во сообраќајот. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов најави дека градот започнува со реконструкција на улици низ градот, но на списокот за оваа година не се наоѓаат овие две улици. Улиците Благоја Стевковски и Перонаков, според Шилегов, ќе влезат во програма за асфалтирање следната година, а сега ќе се асфалтираат само оние улици за кои направиле градежен проект. Благоја Стевковски и Перонаков се предмет за наредната година која што ќе ги работи градот. Кога јас дојдов за градоначалник, за жал, градот Скопје немаше или не во градот Скопје не постоеше градежен проект за реконструкција на ниту една од улиците во нашиот главен град, вклучително и оние кои што ги направивте. Јас се надевам дека и вие можете да видите во системот на јавни набавки на градот Скопје колку всушност јавни набавки се извршија за нарачка на градежни проекти, кои што градежни проекти потоа представуваат основа за да може да се изврши реконструкцијата. Не можете да реконструирате улици воколку не поседувате градежен проект. Реконструкцијата на овие две улици ја најавуваше и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски во својата предизборна кампања. Во неговата предизборна програма стои дека рокот за реконструкција на овие две улици ќе биде во период од 2018 до 2020 година. Според ветувањето, потребно е овие две улици целосно да се реконструираат со изградба на нов коловоз и со проширување на капацитетите на атмосферската и фекалната канализација. На улиците ќе бидат изградени тротоари од двете страни и ќе бидат обележани пешачки патеки. Во предизборната програма на градоначалникот Георгиевски стои дека заедно со МЖ Транспорт ќе се најде решение за поврзување на овие две улици со надпатник, на местото каде што сега се наоѓа железничката рампа, која дополнително го отежнува сообраќајот и ја загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Овој проект ќе биде реализиран во соработка со градот Скопје.